Пред Нова година е неизоставено да имаме во нашиот фрижидер крем салати. Оваа емисија сакам да ја посветам на крем салатите и она што е дополнително важно да го имаме, а тоа е малку да се заблажите и со нешто што може подолго да стои. Ќе ви направам кукис, односно колачи, бисквит колачи, кои ќе ги направам со помош на моите омилени чоколада од јагода и црна чоколада. Кукисот основата во е путер со шекер кој долго се матат за да се направи емулзификација, односно да се спојат убаво и да направат добра основа за да се додадат другите состојки. Кога правите кукис, односно бисквит колачи, најважно е да знаете дека путерот и шекерот се матат долго, агресивно, односно се матат додека комплетно не се соединат во крем, а сите други состојки понатака се додаваат нежно. Доколку ова не го направите, ќе имате многу тегави бисквит колачи кои внатре нема да ја имаат таа мека структура, а од надвор да се крцкави. Значи запомнете, путерот и шекерот долго и агресивно, сите останати состојки нежно и со љубов. Да започнеме. Имам отприлика еден цел путер, што е 200 или до 250 грама. Доколку потребите повеќе, нема да има некоја голема разлика во самите кукис, но може би повеќе путер ќе бара малку повеќе печење. Секогаш користете на собна температура за да го изматите путерот, но пред печење, ова е уште една финта што сакам да ви ја кажам, секогаш ставете ја смесата малку во фрижидер. Кога путерот ќе се стврдне, ќе му дадете малку повеќе шанса против топлината на загреаната рерна и на тој начин ќе имате совршени кукис кои во вашата тегла ќе стојат во текот на новогодишните празници, па дури мислам дека и до Божик бисквит колачите знаат долго да стојат. И целото семејство ќе биде среќно и задоволно. Кукисот се даваат бескрајни можности да направите различни комбинации, дали ќе одберете јаткасти плодови или можеби, не знам, чоколади или што и да е. Јас ставам и маршмелоус некогаш, ставам и гумени бомбони, зависно од расположението и расположението на Мари и на Лео секако. Со миксер рачен ќе го проматам малку путерот на најслаба брзина и ќе почнам со додавање на шекерот. Бел шекер, и кафеа. И сега време и трпение. За да имате добра основа од путер и од шекер, потребно е од прилика убаво да матите 5 до 7 минути, дури и повеќе доколку имате подсврст путер, односно готова е смесата, не знам дали тука може да се забележи, кога секоја зрнце шекер ќе биде веќе подрастопено во путерот и ќе имате како буквално брашнасто тесто, тогаш одат јајцата, кои треба нежно да ги соедините со путерот. 2 јајца. Само нежно, неколку промешувања. Толку. Ставаме една ванила, екстракт од ванила. Повторно кратко промешување. Само да се соединат. Пецивото ставете го во брашното, убаво промешајте.
И за да бидам уште понежна, брашното ќе го додавам мешајки со лажица, за да не го преработам тестото, а да добијам убава нежна структура. Малку по малку ќе го соединувам. Треба да имате баш јако тесто. Јас потоа ги формирам колачите со помош на модла за сладолед. Така ми имаат сите еднаква структура, немој да очекувате дека доколку ги ставите со лажица или модла за сладолед, ќе имате иста големина. Путерот, бидејќи ова е во основа путер тесто, во допир со топлината, знае да ќе се разлее и ќе имате баш кружни големи бисквит колачи. Убаво и нежно соединете го брашното со останатото тесто. Треба да биде ваква раситнато баш на грудчиња. Не очекувајте да имате тесто кое е, не знам, можеби мазно и целосно во една форма. Ете, толку. Баш нежно. Ти на почетокот агресивно, потоа нежно и со љубов. Внатре, оваа година ќе ми биде во знакот на сладката програма на Витаминка и моите омилени чоколади од јагода. И внатре ќе ставам по 2. Прво ќе ги ситнам на коцки. Дека се во хартијата. За да бидат мали залчиња. Некои ќе дзирнат, ќе се растопат врз колачите. Имаме баш прекрасни колачи. Розивата чоколада ќе ја ставам внатре. А со кафеавата на крајот ќе ги издекорирам. За да имаме божични и новогодишни сладки задоволства. Буквално треба да направите мали куцкички чипсови од чоколадите на Витаминка. Еве така ги искршив, ги иситнив и ставате во тестото. Уште еднаш промешајте, за да го имате тој совршен вкус на јагода. Како можете овие колачи да ги спакувате во некаја кеса, пакет макави одличен избор, нивните кеси има ништо убаво спакувано внатре, слоган кој апсолутно може да ги воодушеви вашите најблиски. Ставете внатре неколку колачиња, испратете им подарок. Не смееме да се дружиме периодов, да се собираме, така да тоа ви е една прекрасна можност да ги изненадите најблиските, а при тоа да рециклирате хартија и да не ја загадувате природата. И тоа е тоа. Имам секогаш е добро тестото да го одморите 10 до 15 минути во фрижидер, за да може да го малку стврднете путерот и да направите поубави топки. Јас ќе ви покажам одма како е, ќе ги ставам малку да ги одморам пред да ги печам, додека ги правам салатите. Имам една мерица со која точно ќе знам дека ќе ми бидат сите колачи исти и ќе ги ставам на плех обложен со хартија за печење. Секогаш ставајте минимум дупло место измеѓу, заради тоа што колачите ќе се разлеат и им треба простор да се расшират. Колачите се веќе при крај. Следно што сакам да ви подготвам се две варијанти на крем салати.
Онаа позната наша руска салата, едната, а втората ќе биде салатата, компир салатата на мајка ми. Компир салатата на мајка ми е едно од омилените крем салати што мојата мајка ги прави за веќе сум возрастна да го викам мама, но мама ги прави за Нова година, ме пречекува со нив, има класично редење на компир со јајца, со сирење и со витанес. Прво ќе ја подготвам салатата која малку ја изменив, односно ја направив онаа позната руска салата каде што имаме грашок, морков, јас направив една со макарони. Така денеска имав некое чувство дека мислам дека за Нова година повеќе ќе ни се допаѓа оваа крем салата да ја имаме. Имам макарони, една шолја, претходно сварени, и тие ќе ми бидат основата, односно месото, ќе ги изоставам грашокот, ќе го изоставам морковот, но за тоа ќе употребам пилешка салама. Во пакет МК, кога порачувате храна, може да изберете начинот на кој сакате да ви ја исечат, да ви ги исечат сувомеснатите производи. Јас избрав подебели за да можам да исечкам ситни коцкички. Целата храна денеска повторно стигна од пакет МК. Навистина сум многу благодарна што можам во овие времиња да бидам безбедна, нели, да не морам да одам во маркети и се да стига на мојата врата. Некако ми дава една убава сигурност тоа. И исечете на коцки. Јас сакам да исечкам на ситни коцки, да не ми се забележува, не сум љубител многу на месо и на сувомеснати производи, но во оваа салата мислам дека се неизоставен дел. Ситни коцки. Имам чувство дека ножот не ми е баш остар, а секогаш сакам да ги чувам моите ножеви остри. Острачот за ножеви на карес, 2 чекори обележани. Најпрвин поминете го неколку пати на брусалицата кај која го подготвува ножот за острање, потоа острачот и на крај полирањето. Кажете ми дека нема подобра алатка. Само да го измијам. И внимавајте, многу е остар. Цел куп салама за секунда. Се сече. И остите ножеви може да ви ја олеснат работата во кујната. Замислите да се мачите за нешто па да ја гњавите храната. Само внимавајте и бидете секогаш безбедни кога употребувате остри ножеви. Целата количина ќе ја префрлам во садот. Следно што ќе насецкам е кашкавал, убав мешан кашкавал на коцки. Гледате колку е остар ножот, со еден потек. Дори цела кашкавалот морам да ви кажам дека го обожавам во крем салати, секогаш го потребувам во поголема количина, можеби од она што треба. Меѓутоа, навистина сакам кашкавали сирење, можам постојано да живеам, можам на кашкавали на сирења. Ќе насечкам коцкички. Порано кога се спремавме дали за Божик, дали за Нова година, мајка ми ги подготвуваше овие салати и се сеќавам, кога денеска можам да се сетам, татко ми помагаше многу. Ке ги подготви мајка ми сите состојки, се правеа по неколку килограми, не знам зошто, како утре денот да нема да дојде и да светот да престанува да постои, по неколку килограми руска салата, компир салата. И там дека ноќно време најчесто го правеше тоа, кога ќе дојде од работа и ќе седнат со татко ми, ќе си разговараат на некоја тема и татко ми ја добиваше улогата да сече коцкички од целата храна. Мајка ми ја сакам, секогаш ја прави руската салата со многу ситни парченца. Јас не ја сакам толку ситна, можеби немам трпение, можеби ја сакам, ама немам толку време да ја се посветам. Но морам да ви раскажам сега во времето кога моите деца стигнаа 12,
13 години и кога веќе почнуваме да навлегуваме во периодот кога бараат сами да слават нова година со другари, кога имам 12 години и доаѓаше нова година, сакав да славам нова година, нели, со моето друштво од класот. И мајка ми сметаше дека на 12 години сум премногу млада за да можам да одам сама да ја пречекам нова година. И бидејќи бев проблематичен и јас тинејџер, не знам зошто се бунам сега кога Марио и Лео се проблематични тинејџери, се сеќавам дека таа нова година се затвори во купатило. Ама навистина се затвори, се заклучи во купатилото. И им кажав дека ќе ја преседам целата нова година до утре дента во купатило. Бев достојна на ветеното. Цела вечер ја преседав во купатило, тогаш немаше мобилни телефони, компјутери, лаптопи. Никаква поента не докажав, но се сеќавам на танирчето руска салата која мајка ми го стави пред купатилото и само отвори, го потегнав и преживеав таа нова година на руска салата во купатило. До ден денеска ја памтам. Апсолутно не добив ни следната година да излезам и да чекам со другарите, така додека не наполнив 14-15 години, додека мајка ми не сметаше дека сум доволно возрастна. Така да, деца џабе ви се сите тие финти, додека родителите не одлучат дека сте доволно возрастни, не сте. Иако може би имаме судир на генерации во тоа колку и кога сме доволно возрастни. Следно кисели краставички. Имам тука, мислам дека половина тегла. Од зимници најмногу сакам кисели краставички. Иако не знам да ги подготвувам, ги порачувам од пакет мака. Не знам кај вас како е, пишете ни некаа приказна баш како ги прославувате деновите после Нова година. Кај нас исто така она што го памтам, брат ми е многу голем љубител на печена свинско, а мајка ми неколку пати сум ви кажувала дека ненадминато најдобро го прави. И се сеќавам на деновите после Нова година, како брат ми доручкува свинско, секогаш со кифлички, секогаш со таа голема кофа со руска салата. Не знам дали ќе се врати некогаш времето кое ние го живеевме, не знам и дали треба да се врати, секоја генерација има свое време, но ми недостига, искрено да ви кажам. Иако секоја генерација жали по своето време. Но годините, деновите пред Нова година ме враќаат на сите оние традиционални моменти кои знам дека сум ги преживела и сакам да правам таква некаја ретроспектива. Син ми Лео многу обожава приказни од кога беше мала, он така ги нарекува, приказни кога ти беше мала. И веќе ми е баш како еден времеплов, секоја вечер пред спиење, бара да му се раскаже минимум една приказна кога сме биле мали и за некакви случки кои ни се случувале. Така да ми е како еден времеплов, секогаш ме враќа на тие ситуации. Може би добро, бидејќи често знаеме да заборавиме на спомените и на сето она што ни се случувало и на направило тоа што сме денес. Следно ќе ставам 2 јајца. Се оди во еден сад. Повторно се на коцкички. Класичен начин на подготовка. И сигурно сум дека ќе ми замерите. Нашите традиционални домаќинки ова го прават до совршенство. Сечат совршени коцкички, бидејќи на тој начин ја негуваат фамилијата и ја одржуваат традицијата.
И ќе ставам малку Макдонос, значи сусема малку, затоа што сакам да имам една убава зелена нијанса, ќе го исечкам многу ситно. Знам дека е нестандарден додаток во крем салатите, но мене баш ми се допаѓа. И последно, од сите состојки, изненадувањето кое ми го подготви мојата продуцентка Маја, знае дека многу сакам зачини и успеа да ми набави свежа мајчина душица, која ја обожавам во оваа салата. Ставам половина гранче, остатокот ќе си го чувам за свинско, затоа што свинско со мајчина душица за нова година ми е баш празник. Само потегнете го, мајчината душица има дрвенести делови. А за да го засилам нејзиниот вкус и присуство, ќе ставам и половина лажичка сува мајчина душица. И стандардно, како и секаја крем салата, убаво ќе ја засолиме. Ќе ставиме црн бибер, секако на витаминка. Мојата кујна е полна со зачините на витаминка, како што можете да забележите, и цел ден. И додека преку недела, додека го очекувам снимањето, можам да експериментирам со најразличните мириси и вкусови. А од оваа недела можам да експериментирам и со благата програма која редовно ми ја доставуваат. Цела тегла Витанес. Последна ја оставив мојата омилена салата која подготвува мајка ми. Компир салата. Имам 3 слоја и многу едноставно се прави. 3 слоја. Цело време слоевито се ренда. Компир, јас ќе ја изменам, се да му се допаѓа на син ми Марио. Ќе ставам малку свинска шунка, варени јајца, обавезно Витанес и сирење. Слоевито почнуваме, најпрвин ќе ставам компир. Го рендате директно во садот, каде што сакате да ја чувате. Повторно памтам килограми од ваква салата, бидејќи ова беше моја омилена, брат ми сакаше руска. Ке засолам, за слоевите да ми биде засолено. Следно што ќе ставам е шунка во црево, за да може полесно да ја рендате. Значи 1/3, бидејќи ќе имаме 3 слоја. Не знам дали ве потсетив денеска дека со Карес имаме акција, каде што со кодот Маја 20 може да добиете попуст на моето милено садче за готвење, за варење на ориз и киноа на страницата на Карес. Само впишете го кодот Маја 20, може да биде баш за 20% попуст. Јас му најдов милион начини на употреба од кога го имам. Така што ве охрабрувам да биде подарок за оваа нова година. Сирење. И премачкајте мајонез. Секој слој еднакво се прави. Секако Витанес. Доколку сакате да биде, не знам, по лесна варијанта, употребете го пусниот Витанес, имате постна варијанта. Мајка ми ја користи многу често за незината слава за Свети Никола, кога ги прави слична салата на таа со макароните. Меѓутоа ги изоставува мрсните состојки. И
И повторно слоевито. Компир. Сол, затоа што компирот не е солен. Шунка. Баш ќе биде и со оваа чинија, која многу ја сакам. Ќе биде една, можете надвор да видите баш слоевито, новогодишно, убаво покажано јадење. Јајце. Сега иде било-жолтиот дел. И сирење. И сега малку ќе закитам додека ја направам целата салата. И сега ќе го изменам малку редоследот, не од некоја посебна причина, само заради тоа што сакам јајцето да ми го издекорира последниот слој, односно ќе ставам прво мајонез, а потоа ќе нарендам јајце за декорација, нема разлика кој слој прв или втор ќе го наместите. Тоа беше се за денес. Ви подготвив 2 крем салати со кои ќе ја пречекам новата година и тегла со колачи. Ја спакував во мојата омилена тегла која ми е подарок од мојата пријателка Мила. И спремни сме да ги дочекаме празниците со убави мисли, позитивни идеи за она што не чека следната година, а јас сум верник дека деновите се онакви какви што ќе си ги направите. Сакајте се по дома, чувајте се по дома, направете си убави моменти и создадете храна која можеби ќе ви биде дополнителна забава за време на празниците. Останете сами дома, немој да се дружите, почитувајте ги сите протоколи, да останеме безбедни, а ние се гледаме веќе утре со нови идеи за празнични рецепти.